Ке се поместат ли работите од мртва точка? Утре се очекува да биде објавена оценката на обвинителниот акт за предметот Пулс, што представува предуслов за започнување на судскиот процес за катастрофалниот пожар од кобниот 16 март. Од кривичен напоменуваат дека се работи за предмет со 37 обвинети правни и физички лица, застапувани од 33 бранители. Оттаму прстот го вперуваат во делот адвокатите и представниците на правните лица и велат дека причината за одолговлекувањето е во ненавремената достава на судскиот акт, бидејќи истите не биле присутни во нивните канцеларии. Со оглед да во овој момент сите обвинети и нивни бранители го имаат примена обвинителниот акт и на 3.10.2025 година истекуваат сите законски рокови за прием и достава на приговор, со што се исполнуваат сите услови за оцена, па се очекува актот до крајот на неделата да биде оценет, зашто јавноста и странките ќе бидат навремено известени. Утре истекува и рокот кој го дадоа родителите на загинатите во страотниот пожар. А ќе ги добијат ли сите одговори е прашањето кое се отвора откако на последниот марш за ангелите родителите на жртвите нагласија дека нивното трпение е при крај и доколку до петок не ги добијат бараните одговори од правосудните органи, тогаш мирните маршеви ќе преминат во протести и блокирање на институциите. Во меѓувреме, МВР ги вештачало мобилните телефони од кои произлегоа доказите, но и дел од пораките кои беа објавени поврзани со дискотеката на смртта. Сите извештаи од вештачењата на мобилни телефони се доставени во месец јуни 2025 година до надлежното јавно обвинителство за понатамошно постапување и одлучување. УЈП суспендираше инспектори поради сомнежи за поврзаност со трагедијата во Пулс, се додека трае постапката. Истражна постапка се води и против полициски службеници поврзани со случајот, за која обвинителот Коцевски најави наскоро обвинителен акт. Инаку во јуни беше поднесено обвинение за пожарот во Кочани, со кое 34 физички и 3 правни лица се гонат за тешки дела против општата сигурност. Помеѓу обвинетите се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници.